Директори и министри во Македонија, некои не знаат или не сакаат да говорат македонски, други пак немаат појма која институција ја водат, а трети од водители за малку ќе водеа дипломатија. Се почести се примерите дека балансерот за вработување по етничка припадност мора подитно да оди на ремонт. Скандалот на токсикологија, каде за директорка е поставена жена која не знае македонски јазик, е само дел од многуте утки во поставувањето на функционери по етничка линија, без да се запазат основните критериуми. Пред се, законската обврска да се знае и користи македонскиот јазик. Најголем пример е случајот со екс-министерот за животна средина Насер Нуредини, кој речиси цел мандат на македонската јавност изборуваше на англиски јазик. Ви благодарам за прашање, ве разбирам многу добро, фала. Не можам да се изразувам многу добро, ако сега да знаете. Се научим полека, нормално. Не е само проблем познавањето на англискиот јазик. Некои функционери дури не знаеа ни со која институција раководат. Таков пример беше случајот со директорот на Бирото за метрологија, Авдул Селам Селами, кој мислеше дека неговата институција, каде беше назначен за директор, ја подготвува временската прогноза. Метрологијата нема врска со временска прогноза, во која што и ја осигледно да ви кажам, допред некое време грешев, мислев дека е наука за времето. Од водителка во дипломат, презентерката Бесмира Ејупи се токмеше за дипломатска мисија, но во меѓувреме јавноста разбра дека 12.000 евреи биле исплатени на име на хонорари од неколку институции, за што постои и истрага. Па затоа, таа не стана генерален конзул во Њујорк, ама утешително се вработи во Министерството за надворешни работи. И покрај овие изјави од кадрите на ДУИ, лидерот на партијата Али Ахмети вели дека е горд на нив, потенцирајќи дека се огледало на државата. Познато е и дека Ахмети во изминатите 2 децении ниту еднаш се немаше јавно обратено на македонски јазик, па во пошироката јавност долго време владееше впечаток дека причината за тоа е што веројатно не го зборува добро македонскиот јазик.